Испишан на десетици страници, извештајот чиј крај рок за доставување беше 1 февруари, веќе е испратен до седиштето на УНЕСКО во Париз. Од содржината во него, која го отсликува степенот на реализација на превземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО, ќе зависи јулскиот исход кога ќе се одлучува за Охрид, дали ќе продолжи да екзистира како заштитено богатство или ќе прејде на листата за грозени. Низ 8 месеци рок кој ги имаа локалната и централната власт постојано се кршеа копија меѓу одговорните и граѓанските здруженија. Властите се фалеа дека работат интензивно, а екологистите од почетокот и денес тврдат дека се е само шминка за јавноста. Но министерот Адеми, председател на комисијата која владата ја креираше токму за прашањето за Охрид, вели дека списокот со остварените препораки ќе биде доволен за позитивна оценка на извештајот. Тој најавува дека до јули ќе се остварат уште голем дел од забелешките. Ако ги трнеме настрана двата инфраструктурни проекти кои ги укинавме уште на почетокот на формирањето на овата власки центарот во Гадичица и патот А3, во меѓувреме беше формиран комитетот со Албанија за заедничко управување со Охридското езеро, почнаа работите околу санација на клучните, најкритичните точки на колекторскиот систем, со што очекувам до мај практично тој процес да заврши и понатаму да немаме излевање во Охридското езеро. Во тој процес исто така беше долг 2 месеци, односно 60 дена траеше околу планот за управување, кој исто така владата на претходната седница во Штип, која се одржа, го усвои. Но екологистите не се воопшто оптимисти. Напротив, сега очекуваат поголема строгост од УНЕСКО и да го стави градот на листата за грозени богатства, и само така ќе се направи вистински прогрес, потенцираат од Охрид СОС. Најголем дел од реакциите им се по однос на мораториумот за градба. Велат за таа препорака број 6 дадена од реактивната мисија, досега не е направено ништо. Ништо досега не е вистински направено. Како што гледате, вие живеете овде, гледате дека ни една градба, иако имаме и регистри на дивоградби, иако имаме и решенија за рушење на тие дивоградби, ни една дивоградба не е целосно отстранета. Тоа значи дека нема никакво вистинско решение на тој проблем. Ние имаме ситуација каде што велиме, нели, дека ќе го отстраниме тоа, ама упорно си ги одлагаме роковите и си даваме се повеќе време. Време нема. Одамна времето истече за Охридскиот регион. Сепак последниот збор ќе го има организацијата, која ќе суди по основ на домашниот на извештајот на тројцата членови на УНЕСКО кои недалава вршеа мониторинг на Охридско-Струшкото крајбрежје, со сите елементи означени како потенцијална опасност. Конечната одлука за Охрид ќе се знае на 44-та сесија, која ќе се одржи од 29 јуни до 9 јули во Кина.